Почитувани слушатели на Македонската радио програма, ова интервју го водиме во среда навечер. Утре е нашата програма со председателот на МААК, господин Страшо Ангеловски. Денес е инаку убав ден, голем ден за нас македонците, денот на Македонската револуционерна организација. Господин Ангеловски, добар ден на вас и честит да ни е празникот. Добар ден, нека е за многу години. За жал, она што започна како Македонска револуционерна организација и борбата која таа ја водеше, еве се уште трае, како Македонија да мора да биде постојано во борба, како македонскиот народ да мора постојано да биде на штрек, да си ја чува слободата и да го чува она што со крв било изборено. Така, ние ова интервју првиот дел ќе го посветиме на вашата книга, на вашите книги, Човекот, зборот и вистината. Ова ваша книга предизвика внимание кај македонската јавност. Јас ќе се обидам да ја ставам на увид, да ја гледаат и македонците. Добро. Ете така. Се надевам дека ја гледате книгата, нели? Да. Добро, ајде да започнеме, господин Ангеловски, со вашите книги. Тоа се 3 книги по 1100 страници една книга? Не, околу 1100 страници сите 3 заедно, би било навистина претенциозно доколку би напишал 3 книги од по 1100 страници, тогаш би го надминал и Толстој, човекот кој важи за еден од најголемите пишувачи. Писатели, да. Дона јас што ве следев и што зборувавме, книгата беше промовирана во јуни, издаваче Матица Македонска, а пак промотор беше познатиот наш новинар Дарко Јаневски. Јас честитки најнапред за вашето дело и за вашата работа што ја правите за Република Македонија. Најнапред, еве, кажете ми што содржат овие 3 книги? Зошто Човекот, зборот и вистината, а пак не е вметна тука изборот Македонецот или Македонија, моја забелешка. Знаете како, тоа се 3 книги со собрани колумни кои јас сум ги пишувал изминатово четвртина столетие, односно 25 години. Тоа се колумни кои се однесуваат на Македонија, на македонската борба, на случувањата во Македонија, меѓутоа и колумни многу од нив кои се однесуваат на светските случувања, за кои јас упорно тврдам дека најпрвин мора да ги разбериме случувањата во светот, глобалните процеси во светот, доколку сакаме да знаеме како ќе се бориме внатре во Македонија. Затоа што ова приближно наликува на работата на докторот. Ако добро ги диагностицирате болестите, можете да најдете и лек. Тоа ќе рече дека и во политиката ние мораме да ги диагностицираме процесите кои се случуваат во светот, кои придонесуваат или се отсликуваат внатре во македонското општество, за да можеме потоа да најдеме лек, односно да можеме да се справиме со проблемите со кои општеството се соочува. Значи, токму затоа насловот беше таков каков што е, Човекот, бидејќи првично и пред се треба да се остане човек, зборот, затоа што ако не остане пишаниот збор зад нас, јас милувам да речам еден и единствен кој не оставил ништо запишано зад себе, а го знае и го почитува и го сака целиот свет, тоа е Исус. Сите ние останатите, ако сакаме да оставиме трага во времето, треба да го оставиме зборот на парче хартија, со кој ќе се соочуваат уште генерации и генерации после нас, и на крај, зошто третиот збор вистината, затоа што конечно тој човек преку зборот трага по вистината и се обидува да им ја пренесе на читателите. Тој човек во случајов сум јас. Добро. Борбата е тешка и измачувачка, затоа што
посебно во последниве години имаме исклучителна една ситуација на рецензија, на недозволување да се слушнат поинакви вистини, освен онаа која се сервира. Вие знаете дека имаме инсталирано некакви проверувачи на факти, кои наликуваат на рецензијата од времето на ждадовизмот во болшевичкиот Советски сојуз, и од тука е исклучително тешко да стоите на страната на вистината веќе 35 години, да ја соопштувате, да му ја кажувате на својот народ и да се борите таа вистина еден ден да победи. Бошне е интересно и возбудливо. Би сакала да навлеземе малку повеќе во овие книги. Што, например, еве вие нормално дека како писател на овие книги, каде со што започнувате, каде е кулминацијата и како ја завршувате? Бидејќи јас се извинувам, не имам прочитано, не сум имал можност, но сепак сакам да направиме еден пресек на книгите за оние кои не слушаат и веројатно и кои не гледаат, веројатно некој ќе побара и да ја прочита. За жал се уште не можем да ја поставам да ги поставам книгите на дигитална платформа, за да може луѓето да отворат на својот компјутер и да ги најдат текстовите. За сега се уште може тие книги и текстовите внатре во нив да се најдат само во пишана форма, односно меѓу кориците на книгите. За жал, вие таму во Австралија сте исклучително далеку за да книгите стасаат. Е можно да бидат испратени, има веќе интересирање од многумина да ги добијат и да ги купат, меѓутоа се уште се соочувам со проблемот на дистрибуција на книгите дотаму до кај вас, и од тука ќе биде тешко, барем во наредниот краток период, да се запознаете со нивната содржина. Инаку, што е содржината? Таму има колумни во кои јас некаде, да речеме, еве, во 2003-та се задржувам на агресијата, на американската агресија врз Ирак, укажувајќи дека е надвор од меѓународното право, дека е тоа една агресија која не смее да се доживува, бидејќи имавме 1.100.000 невини жртви. За да сето тоа си тече така, укажувајќи на кршењето на меѓународното право во сите случувања кои во овој меѓупериод ги имавме, за да денеска, да речеме, во последните колумни стасаме повторно до кршењето на меѓународното право, да речеме, текстови со кои се соочуваме со специјалната воена операција во Украина, укажувајќи дека повторно се гази меѓународното право, до последните колумни во кои зборуваме за инвазијата врз Газа, зборувам и пишувам за инвазијата врз Газа, каде што меѓународното право не само што е изгазено, туку и Организацијата на Обединетите нации е фрлена под нозе со самото тоа што на генералниот секретар на Обединетите нации беше забранет пристап во Израел и е прогласен за персона нон грата. Значи, тоа е она што го говорам низ колумните во овие 25 години во одбрана на меѓународното право. Ние имаме денес еден голем проблем, ако се подсетиме на зборовите на се уште актуелниот американски претседател Џо Бајден, кој рече дека светот денеска живее според правилата, а не според меѓународното право. Тоа се правилата кои сад ги воспоставуваат за да функционира светот. Значи, целата моја заложба е како да го вратиме светот назад во тоа меѓународно право како заштита на државите, а посебно на малите држави како што е Република Македонија. За жал, денес во денешно време не можеме тоа да го констатираме дека има меѓународно право или пак дека некој се секира за оние дечина што ги убиваат во Газа. Новороденчина, па и првачина, вторачина и така натаму, па и постари, и млади, и јадници ги газат како мрави, како муви да се ги со пипс ги уништуваат и око не им трепнува за тоа. Но, Ицо, извини, тоа е за жал
на душа на целото човештво. Тие сите жртви одат на душа на целото човештво. Човештвото е немо пред тие и такви случувања. Тоа е жално и човештвото мора да се крене, инаку човештвото ќе ја изгуби својата човечка суштина. А нема, видете, ајде оттаму, бидејќи зборуваме за законот, ние во Македонија ги имаме хашките случаеви. Еден терорист од ликот на Али Ахмети, на командантот Форина, кој ги распна македонците на Бриони таму на бандерите, па им пишуваја учека на мавровските работници, па непроштено таму колку се уште не знаеме каде им се гробовите, па убиените цивили и војска и полиција. Еве, ајде тој случај да го отвориме. Зошто молчи светот, зошто молчиме ние пред се? Вака, значи, меѓународното право започна да не постои во 1995-та, започна токму со нас, со македонците, кога во Обединетите нации за прв пат во историјата на еден народ и на една држава, заради пристапување во таа организација, која треба токму да ги штити правата на народите и на државите, нам ни беше побарано да си го укинеме собственото име, да воведеме некаква смешна референца, да го избришеме нашиот символ, кој ете го зад тебе се наоѓа, кој можат да го видат гледачите, 16 зрачното златно сонце, и да се откажеме од членот 49 од Уставот, со кој велиме дека повеќе нема македонско малцинство во соседните држави и нема да се грижиме. Тој ден започна газењето на меѓународното право, продолжи во 1999-та во соседна Сојузна република Југославија, која беше бомбардирана надвор од резолуции какви и да е на Обединетите нации, па продолжи во 2001-та со увезената агресија на албанските терористи од Косово, подпомогнати со домашните предавници, односно домашните терористи од овде во Македонија. И за жал, јас бев скоро на една емисија на национална телевизија и кажав, зошто во Македонија не може да дојде до напредок, зошто не може да дојде до разбирање и зошто не може сите, без разлика на етничката припадност, да се обединиме околу поимот, околу терминот македонска нација. Затоа што во овој момент имаме два ентитети. Тоа е македонскиот народ, кој се гради себе си и ја гради собствената иднина врз антифашистички основи, и од другата страна го имаме албанското малцинство, или како ја нарекуваат се, не знам, етничка заедница, која својата иднина ја гради врз своето профашистичко минато. Ние сме, и тоа се две непомирливи нешта. Не можете ви Нашите родители се сведоци на балистите во Западна Македонија. Не можете вие антифашизмот и профашизмот да ги седнете на заедничка маса и да има разбирање. Дента кога така наречената меѓународна заедница ќе се откаже од профашистичкото минато. За жал, тоа во случајов не е така, бидејќи гледаме дека и во европските држави се повеќе над европските држави се движи се ништето на фашизмот, и тие не можат да извршат притисок овде во Македонија да се изгуби таа профашистичка идеологија. Ние во моментов сме единствена држава која наспроти она дека победниците ја пишуваат историјата, нам од меѓународната заедница ни се наметнува поразените да ни ја пишуваат нам на победникот историјата, затоа што во таа Втора светска војна на страната на поразените беа и Грција, и Бугарија, и Албанија. Денес меѓународната заедница им дозволува да ја пишуваат нашата историја. И уште нешто само ќе додадам, македонскиот народ е еден од ретките, ако не и единствен, кој водеше и антинацистичка борба против бугарскиот соработник на Хитлеровиот нацизам, но и антифашистичка борба против албанските соработници на Мусолиниевот или италијанскиот фашизам. Значи, само ние сме тие кои на два фронта сме се бореле и против фашизмот и против нацизмот. Добро, кога сме таму, имаме сила како држава,
да ги симниме спомениците во Симница, што се на Мефаил, на Джемаил, како се викаше? На Джема Хас. Да, Во Хаса. Симница е И споменик на Джемо Хаса. Тоа е човекот кој од италијанската фашистичка држава бил плаќан со 2700 златни лири или што и да биле, Нама за гордо да стои ги сега горе, како за е? да, за да ги ликвидира антифашистичките борци во Македонија. Тој и таков споменик се уште постои во Симница и Во мораме да бидеме Македонија да кажеме. во Македонија, да, во селото Симница Да во не се Македонија. луѓето да не помислат дека не е во Македонија. Во Македонија има фашистички споменици, а тие се забранети во Германија и во сите држави. Каде се забранети, а со тој и таков споменик во Македонија се глорифицира нацизмот и фашизмот. Тоа ќе рече дека постои можност да биде тргнат, да биде урнат, меѓутоа можноста произлегува од желбата. Треба да имате желба за да имате и можност и да го сторите тоа. Ами, ние видовме дека оние кои имаа желба си создадоа и можност да го урнат споменикот на Андон Јанев Ќосето. Значи, не е проблем да урнете што и да е, ако имате желба, вие си отварате таква можност. Но днес не го искоментиравте случајот со Али Ахмети. Али Ахмети еве сака да раководи Македонија, а рацете му се под мишки му се со македонска крв. Али Ахмети најверојатно ќе биде идниот жител на Хаг. И токму заради тоа го прави сето ова што во моментот го прави, сака да предизвика повторно немири и тензии во државава, за да си ја спаси собствената кожа. Меѓутоа, најверојатно е очигледно дека ниту повеќе има поддршка од мнозинството албанци во Република Македонија, бидејќи ниту од албанците никому не му се гине на младите деца, за да внукот на Ахмети има богатство од 6, 7, 10 или 15 милиони евра. Сега во моментов, вчера, започна, односно продолжи, да речеме, процесот во Хаг против злосторниците од Косово, против Мендух, се извинувам, Хашим Тачи и останатите таму, и најверојатно после тоа ќе започне процесот и против злосторниците, албанските злосторници во Македонија. Искрено се надевам дека таа и таква меѓународна заедница, која не е тоа, меѓутоа се представува, всушност таа е Северноатлантска заедница, ќе најде сила за да ги испорача албанските злосторници од Македонија онаму каде што им е местото. Јас овие денови ќе објавам нешто околу се интересирав каде отидоја сопругите на војниците од Втората светска војна, каде се нивните деца од Втората светска војна. Од Втората светска војна не е многу далеко, 80 години е, нели? Нивните деца, нивните внуци и жените му веројатно оставија аманет и еве се борат. Например, еве јас ќе го кажам мојот став. Владимир Путин 7 до 10 години ги молеше да влези Русија во НАТО. 7 до 10 години им велеше да не се прошируваат кон исток спрема договорот што го подпишаја Горбачев и американците. 10 години му кажуваше дека фашистичките батальони Азов, што се во Украина, дека убиваат, колат, кастрираат етнички руси. И сега, наместо тие да се справат со тоа, тие направија проширување и ја заобиколија Русија наоколу. И пак медиумите светски и овде во Австралија кажуваат дека Путин е тој крвникот. Токму затоа и книгите го носат насловот Човекот зборот вистината. Ова што ти го зборуваш, јас го пишувам исто така во моите книги. Меѓутоа, кога кој да е овде во Македонија, ќе се обиде да ја каже вистината, веднаш од оние кои се платени со американските долари, веднаш ќе биде означен како човек со руско влијание, ете го руското влијание во Македонија, и сето тоа го зборуваат луѓе кои работат за туѓи интереси.
оние луѓе кои тоа го работат, тие работат за американските интереси и се платени тоа да го кажуваат. Истото тоа се случува и кај вас во Австралија. Тие луѓе кои ја извртуваат вистината, тие се платени за да работат за американските интереси. Ние мораме да знаеме дека годишно тамошната разузнавачка агенција ЦИА преку својот партнер или преку својата продолжена рака, Национална фондација за демократија се вика, еден лажен назив, едно лажно име, троши по 170 милиони долари годишно за да поддржува токму такви поединци и невладини организации кои во државите каде што има режими кои не одговараат на американските интереси, треба да ги уриваат таквите режими, а во државите каде што има режими кои одговараат, да ги поддржуваат и да им даваат снага. 170 милиони долари. И како ќе реагираат Соединетите американски држави ако Русија стационира балистички ракети во Мексико, во Канада, во Куба, па тука во на Карипските острови? Како ќе реагираат? Не знам, во моментов во Европа имаме 80 воени бази американски во Германија. Да, 80. Имаме 124 американски воени бази во Италија. Имаме недоброј по 6, по 7, по 2, по 3, по 4 бази во останатите држави, вклучително и една воена база кај нас во Македонија на Криволак. И не знам дали го проследивте интервјуто на еден норвешки новинар со афганистанско потекло, кој имаше интервју со довчерашниот генерален секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Да. И Столтенберг во интервјуто вели дека главна опасност за светот е Кина. И овој го прашува, добро, колку започна Кина во минативе 40 години? Кој е во Тајван? Кина е во Тајван или Америка е? Имено. Да, камерата е притиснавте. Притисни ја камерата. Изгледа дека нешто притиснав. Да, камерчето кај што е на мобилниот телефон. Ајде, мислам дека сме повторно тука. Да. Добро, ајде тука да привршиме со тоа, повторно да се вратиме во Македонија. Сакав тие фашистички сили да кажам, еве преку вас да кажам дека корените се свежи, дека нивните корени фашистички цутат. И колку да сакаат да кажуваат дека тоа не е така, веќе денес се гледа преку Европа и она што им се прави на Русија. Еве гледате во Молдавија сега имаше избори за влез во Европската унија, а во Грузија, во Џорџија, Грузија се на работна војна повторно за влез во НАТО или пак во Европската унија. Нели е тоа еден видлив доказ? Значи, нацизмот се повампирува и тука не смееме да имаме илузија. Нацизмот е постојано жив, нацизмот воопшто не беше мртов затоа што нацизмот е идеологија, а вие идеологија не можете да уништите. Вие можете да уништите се друго, можете да уништите држава, можете да уништите, меѓутоа не можете да уништите идеологија. И за жал таа идеологија во моментов е пожива од кога и да е, и врз таа идеологија западниот свет ја гради својата иднина. Јас пред 2 дена или пред 3 дена објавив еден нов текст во кој пишувам за судир на цивилизации. Во моментов се пројавуваат цивилизации кои ќе влезат во тој судир, кои се воспоставени врз древните, врз античките традиции и учења на древните цивилизации. Тоа е Кина, кинеската цивилизација, тоа е индиската цивилизација, тоа е исламската цивилизација изградена на темелите на Месопотамија, Персија, Стариот Египет. Тоа е источно-христијанската цивилизација изградена врз древните темели на Македонија, па преку Византија до денешна Русија. И
За жал, сега тоа е африканската цивилизација која беше потиснувана со векови, тоа е јужноамериканската цивилизација која конквистадорите, освојувачи се обидоа да ја уништат, меѓутоа таа денес се гради хибридно врз основа на древните учења и традиции на маите, инките и ацтеките, но и на западно-христијанското учење. И имаме три уште цивилизации, тоа е западноевропската, западно-христијанска цивилизација, која многу пати во своето постоење влегуваше во својата антицивилизацијска спротивност. Тоа е во времето кога се вршеше инквизиција, кога се палеа вештерки жени на клада, во времето кога се роди нацизмот, кога се водеше геноцид врз евреите. Тоа е израелската еврејската цивилизација, која е една од најстарите, меѓутоа која во моментов, откако во 1897 се формира ционистичкото движење, во моментов таа цивилизација оди кон својата антицивилизацијска спротивност, и тоа е северноамериканската цивилизација, која од самото свое формирање е изградена врз антицивилизацијски принципи. Таа е единствената цивилизација која не се изгради врз постојните древни традиции и учења на тамошните, туку која ги уништи тамошните древни и домородни традиции, потоа се градеше врз основа на робовладетелски систем до пред многу скоро, и денес ќе имаме судир на тие цивилизации со овие цивилизации со својата антицивилизацијска спротивност. Ме однесовте на друго место со темата. Заради таа цивилизација, мојот став е, веројатно и вие го застапувате, меѓутоа ќе барам од вас да го елаборирате. Таа македонска цивилизација, стара македонска цивилизација им ги вади очите на Европската унија, на Европа и на овие фашистички сили, Америка и така натаму. Кај нас во Македонија, во кое било село да копниш со дуријата, ќе најдиш од античко време ќе најдиш артефакт. Во Америка што ќе најдиш? Кока-кола, тапа. Значи, Македонија токму заради тоа свое древно, старо минато е трн во окото на оваа западно-христијанска цивилизација. Зошто? Затоа што тие преку своите кралски семејства го создадоа дотогаш непостоечкото општество, грчко општество, грчка држава, нели, преку баварскиот принц Отон I, и откако ја создадоа како вештачка творба и ги подарија сите македонски... Па и Бугарија создадоа вештачки преку со Сан-Стефанскиот договор, па И исто така бе Сакско-Бурготите, меѓутоа во Бугарија им недостасуваше, па мора и италијанска принцеза да увезат за да успеат да го создадат. Меѓутоа, со какви цивилизации, со што тие ќе се пофалат? Со Аспару, овие со другите со Ото? Да, повелете. Каде е проблемот со Грција е малку поспецифичен. Грција е создадена токму заради да се одземат македонските артефакти, да се одземе македонското древно минато и да се подари на држава воспоставена од кралските западни семејства. И доколку денес не се однесуваат вака кон Македонија, а тие се уште се однесуваат како да сме во 913-та, се уште сакаат да го затворат македонското прашање, затоа што се свесни дека постоењето на македонците и отвореното македонско прашање е во колизија, е во спротивност со постоењето на лажната грчка држава и на лажните грчки древни вредности. Ете, таа е битката. И секој Виетнам зборот 13-та година го спомнавте, мене одма ме удира во главата зборот, реченицата на лордот Овен што рече копилето што го погребав 1913 година не умрело, уште е живо. Ете, тоа е тоа и затоа веќе од 9 септември 1991, кога ние на 8 септември на референдумот си изгласавме независна држава, тие
големи европски сили, уште од 9 септември, од утредента, започнаа повторно да работат на поделби и на уништување на Македонија, и затоа оној кој мисли дека ние имаме билатерални спорови со официјална Софија и официјална Атина се лаже. Тоа е наметнат спор од западните, големите западни сили, за да преку Софија и Атина денес повторно го погребаат македонското прашање и македонец. Да, кога сме кај империализмот, сега да го започнеме и вториот дел од нашето интервју, 1893 година, борба против империалистичките држави, против Отоманската империја, се создаде во Солун Македонската револуционерна организација на 23 октомври. Да е за многу години, вечна да ни е Македонија, и сакам со тоа да продолжите. Вака сега, прво грешка е, не се создаде, туку ја создадоа мажи македонци. Така. Македонската револуционерна организација не се создаде, ја создадоа мажи македонци интелектуалци. Да. И тоа беше извонредно нешто за тој период и за тоа време. Интелектуалци школувани во најдобрите и во најјаките универзитети во Европа, седнаа на една маса свесни дека до тогашното неорганизирано македонско движење, македонски отпор и македонски револуции не можат да доведат до успех. Ние до 1893 имавме исклучителни големи востанија. Еве едно од последните пред неколку дена, ја славевме годишнината од македонското востание кое се одвиваше во Кресна, во денешна Пиринска Македонија. Со Димитар Поп-Георгиев и Димитар Поп-Георгиев. Ете така, знаете, пред тоа беше Разловечкото востание, каде што исто така Димитар Поп-Георгиев беше една од водечките личности. Меѓутоа, овде сега ќе споменам, за да го слушнат нашите денешни свештеници, дека таткото на сопругата на Димитар Поп-Георгиев Беровски, Поп Стојан, го продаде својот имот за да купи оружје за востаниците. Не сум го знаел ни јас ова. Да го знаат треба нашите денешни свештеници како треба да застанат на чело на македонскиот народ и да го водат својот собствен народ, така како што го сторил Поп Стојан. И сега, тие 6 мажи во Солун, во книжарницата во Солун, биле свесни дека мора и македонецот да воспостави организирано движење со кое ќе го доведе својот собствен народ до слобода и до независна македонска држава. И од тука почнува се. На тие 6 им се придружуваат уште 600, па уште 6.000, па уште 60.000, па уште 600.000, денеска 6 милиони македонци ширум светот, не само овде во Македонија. Сите ние сме денеска дел од македонската револуционерна организација. Дали денеска таа ќе се вика вака или онака, меѓутоа, овде ќе ми дозволиш да направиме една мала дигресија. Во 1990-та, кога го формиравме МААК, го формиравме токму врз постулатите на таа македонска револуционерна организација. И повторно МААК го формираа македонски интелектуалци, македонски национални дејци кои дотогаш пишуваа, твореа и создаваа само за Македонија. Македонскиот народ, за жал, не го препозна тоа и не ги вгради македонските интелектуалци во темелите на современата македонска држава. Ниту еден човек од МААК, а ќе ги набројаме само неколкумина, Анте Поповски, Гане Тодоровски, Петре М. Андреевски, Љубиша Георгиевски, Бранко Гапо, Блаже Ристевски, сите тие се наоѓаа на листите за пратеници на првите парламентарни избори. Македонскиот народ, за жал, направи голема грешка не препознавајќи ги и не вградувајќи ги во темелите. Оти, пример ни е, затоа и да ја направив оваа дигресија, дека ако не беа тие 6 интелектуалци, не ќе можеше да се создаде организираното движење во Македонија. Значи, сите
други поранешни југословенски републики ја вградија својата интелигенција во своите темели и може би затоа нивните творби денеска се малку подсврсти отколку нашата. Така, што беше во првиот устав, имате сознание на Македонската револуционерна организација, кој го напиша и така натаму? И како следуваше понатаму организирањето на Илинденското востание, па Балканските војни да ги опфатиме? Значи, јас не сум историчар и од тука не можам... Имате знаење, да. Да, но не можам, нели, не можам како историчарите да навлегувам во детали кои ги знаат само тие, кои влегуваат во архивите. Јас ќе зборувам се за нешто друго. Да. Ние имаме уште многу неотворени архиви во светот, кои нашата наука историска треба да ги посети, да ги отвори и да отвори уште многу и многу поглавја од македонската револуционерна борба. И ги игнорира на некој начин. Имаме такви се уште во Турција, имаме такви се уште во Москва, имаме такви се уште во Ватикан, и нашата историографија треба да се позанимава. Во Александрија има голем број на македонски. Имено. Значи, има уште многу места каде што стојат уште многу тајни за македонското револуционерно движење, кои треба да се отворат. Меѓутоа, она што се случуваше од 1893-та, па еве да ги затвориме тие први 10 години до 1903-та, значи може би е тоа најсветлиот период од македонското револуционерно организирање, кое на крај, нели, кулминираше со едно востание за кое многумина денес ќе речат дека било лудост. Да се спротивставите на толкава организирана армија моќна и да поведете една акција со 1:1000. Тоа граничи, навистина граничи со лудост, меѓутоа тоа само зборува за храброста на македонците во тој период, која за жал денес, заради хедонизмот кој ги окупира младите македонци, а тоа е желбата да се има што поскап часовник, што поскап мобилен телефон и да се уживе и да се живе, денеска за жал таа храброст ние немаме. Не дај Боже и да треба да влегуваме во таква борба, во таква војна, јас нормално не го посакувам како татко и како дедо, меѓутоа за жал тој е најсветлиот можеби период тие 10 години до кревањето на Илинденското востание. Потоа, посебно после Ќустендилскиот конгрес во 1950-та, па се до условно речено згаснувањето на ВМРО, ние ги имаме оние братоубиствени случувања. Се леела македонска крв од обете страни по улиците на Софија, секојдне посебно по улиците на Софија. Настанува тоа врховистичко движење во македонската револуционерна организација, врховистичко движење од кое не успеавме да побегнеме ниту денес. Оти не е врховизам само Софија. Врховизам е и Белград, но врховизам е и Брисел, и Москва, и Вашингтон. Секое служење на туѓ интерес, каде и да е неговиот центар, е врховизам. Ние денес, може би најдлабоко сме навлезени во своето врховистичко однесување и затоа треба да учиме врз делата на оние кои 1893-та, па понатаму, го избегнале врховизмот и кои јасно говореле дека ослободувањето на Македонија може и смее и мора да биде само дело на македонците. Да, меѓутоа, еве и денес, не знам како ќе течи прославата. Ние никогаш не сме сретнале северна или ваква, онаква Македонија, меѓутоа на денешните говори веројатно ќе се кажи и тој збор од некој од политичарите. Нашата татковина Северна Македонија. Јас не знам, нема да бидам на таа и таква прослава. Јас денес и затоа те замолив да го направиме интервјуто порано, ќе бидам на доделувањето на 23 октомвриската награда на еден мој драг пријател, македонски деец, македонски поет, Славе Ѓорго Димовски,
поетот од Велестово, поетот од височините, човек со кого денови и ноќи сме седеле на неговиот чардак во Велестово и сме разговарале за Македонија, за уметноста и за македонскиот глас и македонскиот збор. Денес јас ќе бидам таму. Завчера, на 21 вечерта, имав исклучителна можност, се уште сум под тие емоции, да присуствувам на јубилејниот концерт на Стефче Стојковски, виртуозот на сите македонски народни инструменти. И она што ни го подари во тие 2 часа, едноставно беше полно со македонска енергија, дури на крајот на концертот се зачу скандирање Македонија, Македонија. Ете, тие се обележувањата на овој празник за мене, а утре во 19 часот во една канцеларија, за која јас реков канцеларија, кои тие луѓе направија дом за македонската идеја, тоа е канцеларијата Македонец за македонец, на Сдруженијето Македонски Аманет, ќе одржам уште една промоција на овие 3 книги, на нивно барање. Јас бев нивни гостин пред 2 недели, зборувавме на многу теми, чинам дека беа исклучително задоволни и ме поканија веднаш после 2 недели повторно да им бидам гостин, така што јас лично и мојот маак така ќе го прославиме овој празник, а ќе направам една мала шега. Јас бев на прославата на Мечкин камен за 2 август годинава, и таму на Мечкин камен, покрај македонското знаме, се вееја знамињата на НАТО и на ЕУ. И како што ме дал Господ онака да не можам да ги одмолчам нештата, и искоментирав, реков, конечно се остварија идеалите на илинденците, знамето на НАТО слободно се вее на Мечкин камен. Ете, тоа го живееме ние денес. Добро, не знам дали да го завршиме интервјуто тука или пак уште неколку зборови да ве прашам. Каде сеќе се чествува празникот, ова што е рековте идеја што живее во кај македонците, дали не има 5-6 милиони или повеќе помалце, не знам, не сум сигурен, но секој честен македонец ја носи во душата ВМРО, исто така го носи Гоце Делчев во душата, и тоа не може да се искорени без разлика каде и да живее македонецот. Како ќе помине тоа? Јас не знам денес, кажав, нема да бидам присутен, ниту пак знам точно каде се ќе се чествува, ќе има многу чествувања надвор од официјалните чествувања. Значи ќе има чествувања на најразлични здруженија, на поединци на луѓе македонци кои сакаат да го прослават овој празник затоа што го сметаат како свој, го сметаат како зачеток на сопствената борба која и денес ја водат. И мислам дека го споменавме Гоце Делчев, дека повторно треба Делчев да биде споменат во контекст на барањето на официјална Софија за заедничка прослава, за заедничка историја со македонскиот народ. И овде можеби за крај, бидејќи ќе морам да одам на чествувањето на мојот другар Славе Ѓоргодимовски, сосема за крај да кажам дека јас сум согласен дека ние со бугарската нација имаме еден дел заедничка историја. Тој дел заедничка историја го има македонскиот народ кој е влезен во рамките на бугарската нација, на современата бугарска нација, и македонскиот народ овде во Република Македонија. Значи, двата дела од македонскиот народ, кои се наоѓаат разделени во Република Бугарија и во Република Македонија, имаат заедничка историја. Меѓутоа, зошто, например, ние, македонците, не го славиме еден Васил Левски? Затоа што не е дел, нема никаква допирна точка со нас. Зошто не го славиме Хан Крум или Хан Аспарух? Затоа што нема допирна точка. Значи, ние имаме заедничка историја, меѓутоа македонскиот народ овде и македонскиот народ кој заради
процесите од Весфалскиот договор при создавањето на тогашната бугарска држава влегува во состав на бугарската нација. Ете, така протолкувано и доколку официјална Софија сака тоа така да го прифати, тогаш ние можеме да имаме разбирање со официјална Софија и да бидеме пријатели, затоа што ние навистина имаме своји браќа таму во Бугарија. Не постои македонско семејство или ретко е македонско семејство кое нема некој братучет, втори или трет, кое нема некој вујко, некоја стрина, некој стрико или не знам што од таа страна на границата, но тоа е само дел од македонскиот народ кој влегол во состав на бугарската нација при создавањето на бугарската држава. Господин Ангеловски, јас ви благодарам многу за ова убаво интервју што го направивме на овој голем ден за нас, македонскиот народ. Само уште да спомнам дека вие сте актуелен председател на првата македонска политичка партија МААК, македонска акција, да, македонска акција, како што спомна, тоа ми наликува она што го спомнавте вие на оние 6 мина кои се собрале во Солун, па и вие кои се собравте. Не знам каде го одржавте првото собрание, дали во Скопје или надвор од... Да, првото собирање беше на 19 декември, ден Свети Никола, 1989-та. Тогаш падна идејата за да се формира МААК, а на 4 февруари, на денот на Гоце, беше официјално формирана партијата. Добро, честитки и да се надеваме дека македонскиот народ идејата ќе знае каде да ја вметни и да ја спроведи во живо. Уште еднаш нека ни е многу вековит денот на македонската револуционерна организација. Нека ни е вечен. Ви благодарам многу и до гледање.